Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Кочани е град со богата боречка традиција, меѓутоа љубителите на спортот во Македонија го знаат и како град на гимнастиката. Може би уште пред борачите, бидејќи борењето почна да вирее нешто подоцна, гимнастичарите беа тие што го афирмираа на спортски план Кочани, а тука да не ги заборавиме и фудбалерите на Осогово. Меѓутоа, во оваа емисија посветена на македонските спортски легенди, ќе стане збор за гимнастиката, поточно за еден од вака најмаркантните репрезенти на гимнастичкиот спорт во Кочани, Павле Павлов, човек кој уште од младите години почна да се занимава со гимнастиката, за која што велиме заедно со, например, атлетиката и пливањето е базичен спорт, па може би тоа беше причината што младите пред многу години се решаваа да влезат во салите на ДТВ Партизан, а ги имаше многу сали, речиси во секој град, и камо среќа и денеска да е така, за да може да се расшират тие активности во гимнастиката. Значи, Павле Павлев е нашиот следен гостин, па еве, добродојде во емисијата. И ме интересира, бидејќи дадов најава, Кочани, борење, гимнастика, фудбал. Од тие спортови, како ја избра токму гимнастиката? Пред се добар ден и благодарам на поканата во вашата емисија. Како? Пред се отидов да бидам борач. Далечната 59-60 година, со мојот другар Ванчо Лазаров, отидовме во Партизан Кочани и сакавме да се бавиме со борачкиот спорт, со борењето. Меѓутоа немаше место. Имало многу деца и нам ни рекоа дека не можете да бидете во борењето, видите нешто друго, и се определивме да одиме во гимнастиката. И тоа беше моментот кога отпочна нашите гимнастички моменти, некогаш добри, некогаш лоши, искуствата. А како изгледаат тие првите искуства, еве, со првиот допир со гимнастиката? Може би си имал во училиштето, бидејќи на часовите по физичко имаше гимнастички елементи и така, и кој ти беше првиот тренер што еве те воведе во овој спорт? Па вака, малку интересно, моите тренери не беа тренери по гимнастика. Например, првиот тренер мој беше мојот почитуван учител Бате Киро или Кирил Псалтиров, познатиот артист, сигурно го знаеме сите. Со него почнавме да ги расправаме првите проблеми во гимнастиката, од звездата, стојат на раце. Јас како мал тогаш одев на раце. Уште од тогаш можев да одам на раце. По колку метра се случуваше да одиш? Па може 5-6 метри да одам на раце уште тогаш. Да влечам стоеви, можев да влечам стоеви, иако уопште не си се занимавал со татко ми кој ќе ме гимнастиката. носеше на базен, ќе ме викне ајде извлечи тежен дубок, го кажува тоа тогаш, и ја ќе извлечам стои на раце. Така да мислам дека тоа беше добар почеток. И беше добра занимација на повозрастните. Ќе рече ајде Павле, точно. оди на раце. Така. И така од тоа одење на раце почна да на раце, тоа ми е специфично. Се качуваш и на справите. И денеска можам на раце да се слезам по кои сагаде скали, не ми представува тоа воопшто терет и тешкотија. Има некоја техника за тоа или? Да одиш на раце. Мене ми исто дали одам на раце. Ја не можам да одам на раце. Ја нема ни да одите. Значи техника има и кондиција, и стага. Така. Силина на мускулатурата. Точно. Се си бара свое и да ви кажам, така го засакавме тој момент на бавењето со гимнастиката и ни стана една обврска. А ако не се одеше на тренинг, ние не знаевме што да правиме цел ден. Така да такво беше и времето. Исполни ти денот во салата. Ако не одиш на тренинг, како да си го загубил денот, кога не бил. Се маткаш по улицата и не знаеш што да правиш. Така што почетокот беше со големо задоволство. Се уходавме, веднаш следната година почнав со првите надпревари. Се сеќавам на мојот прв надпревар. Беше во Куманово. Тука бев Која година? Тоа мислам дека беше негде 59-60 година.
Наковски Владимир, гимнастичар, професор во средното физкултурно училиште. Тој беше прво место, јас бев втор. Тоа ми беше првиот надпревар и првото и последно второ место во моите надпревари. И почна приказката за почна гимнастиката. приказната со гимнастиката. Од малите години, каде што почнав да надпреварувам и со уредни и редовни тренинзи, можевме да кажеме дека добро се движевме по тој пат и успешно ја реализиравме програмата за натамошното вежбање. Ги спомна тренинзите, ајде еден детаљ од тие тренинзи да ни пренесеш овде од утринските часови и полицијата. Ја споменувам полицијата, ти ќе кажеш зошто. Вака, Зоки, значи, прво јас немав тренер по гимнастика. Да, например, мене не само мене, и моите клубски колеги, нас не тренираше тренер по гимнастика. Мене ми беше тренер после Псалтиров Кирил, Јордан Манов. Јордан Манов беше носителот на сите успеси во тренажниот процес во гимнастиката на град Кочани. Што е интересно, беше инаку тој? Инаку тој беше геометар. Или геометар? Геометар, тој беше одличен геометар. Немаше никаква врска со не само што беше геометар, играше и ракомет и беше дури и тренер на ракометарите на момент, ги упатуваше и нив. Така што целиот гимнастички век во Кочани го поминав со него. И што го спомнеш ова специфично за тренирањето, ние имавме тренинзи наутро од 4 часот, наутро до 6, и зима, до 7, до зимниот период, се сеќавам на една активност која што се состоеше 4 часот почнува тренингот, 7:30 завршува тренингот. Одиме на училиште, појадуваме во Партизан, се е спремно, појадок имаме. Кој ви подготвуваше појадок? Чичко Јоцо. Чичко Јоцо ни го правеше. Тоа е интересно, тоа зборува за еден огромен ентузијазам. Да, се сеќа, па ќе ви кажам, му се запали оджекот, имаше тренинг, жена му дојде да го... Јоцо вика, се запали оджекот. Брат ми е за тоа, а брат му беше директор на пожарната. Не ме задева, имам тренинг, не излезе. Дека гасни брат ми, не излезе, а оджекот му се запали од куќата. Тоа е жива вистина. Така што од појадокот завршува, се сеќам на тие вкусни медекс чоколада после појадокот и навечер од 6 до 9 пак тренинг. Наутро се за полицијава ќе ви кажам еден интересен момент. Светло во сала. Чичко Јоцо ќе одеше во 3 часот да го запали огинот, а живееше блиску до Партизан. Ќе го запали огнот и ќе го стави чајот и спрема што треба додека ние дојдеме. Кога ќе дојдевме ние прво 15 минути играме фудбал. И кога ќе немавме доволно луѓе за фудбал, домаќинот спиеше во една соба во Партизан. Дојди Чичко Јоцо те бара, му требаш. Ти ако му речеме да дојде да игра фудбал, нема да стане. Чичко, а што му го бара Чичко Јоцо доаѓа? Што е работава? Викаме, немаме човек. Облекувај патики. И ајде патиките и тоа е загревањето утринско. И има случај кога полиција гледајќи го светлото од улица, се вика што ова 3,5 часот свети Партизан, дали нешто не во ред. Крат си гледа. Го гледа човекот со огното, што прави тие? Вика, господине, ние имаме тренинг. Како имате тренинг? Седните, стоплете се, најнормално имаме тренинг од 4 часот. И тоа е просто нешто за неверојатно. Нешто од 4 часот, салата веќе е топла, ние кога почнуваме тренингот. А јас после полицајците да не се навикна, па секое утро да си доаѓа таму да се затоплат. Кога ќе дојде, беа добре дојдени. И јас кога ќе одев по патот, а заснежење, улицата е заснежена, мојот кум живееше погоре и тој чекаше. Ако има стапки на улицата, јас сум отишол на тренинг и тој оди. И знае, ако не ќе чека, доаѓаме и одиме заедно. Многу интересни моменти, напорни, но интересни. И таа година во Лесковец на државното првенство од 5-16 екипи од цела Југославија, Кочани осви второ место. Во која конкуренција тогаш? Во младинска конкуренција. Во младинска конкуренција, а тоа првенство на ниво на цела Југославија. Значи се што зборувам во гимнастиката се однесува на Југославија, таму немаше, тоа беа републички првенства, нашите во Македонија, а државните и слично се беа во Југославија. И тука се правеше таа селекција кој да оди на државно првенство. Не може секој да кој беа во Југославија тогаш така главните асови? Во моментот во тој момент она актуелна репрезентација на Југославија со Мирослав Церар, Шрот, Бродник, Керстнич, Кисел,
И така на и потоа почна да се приклучуваат малце беа помлади асови тоа. кои Божо настапуваат и на Рафајловиќ Олимпијади, слично, па Церар олимписки Јас шампион. лично На коњ со рачки. Да. На коњ со рачки на светското првенство во Лјубljana јас лично присуствував, ние од Партизан 3, кога дојде во Скопје, цел автобус отидовме на светско првенство во Лјубljana. Тоа беше 1970 година. Тој доаѓаше овде на тие Да, не купови? дојде. Не, јас вежбав тогаш, настапив на промоцијата во Кочани, дојде украинската репрезентација а во универзална сала беше југословенската без Мирослав Церар. Тука и ние Во настапувавме. Скопје има дојдено еднаш во Соколана. Сигурно, но на овие наврати... Се сеќавам уште како ученик тамо во Цветан Димов, сите и Церар е дојден да го гледам. Интересно што на тоа светско првенство, кога Мирослав Церар ја зема златната медаља на коњ со рачки, Еизо Кенмоцу, јапанскиот гимнастичар, ги зема сите медаљи по стоечки. На сите 6 справи и укупен пласман. Значи, само на коњ, на 5 справи златото го зема Еизо Кенмоцу и вкупниот пласман, 2,5 часа ја чекавме оценката дали Еизо Кенмоцу или Мирослав Церар ќе бидат шампиони на коњ со рачки. Сепак оценката преовлада на кај Мирослав Церар. Што реши дека долгите екстремитети 20 големи мајстори на таа Не, Еизо Кенмоцу беше супер мајстор, меѓутоа понизок и амплитудите кај Мирослав Церар беа многу поголеми бидејќи екстремитетите и поизразени. Му беа подолги екстремитетите и тука тоа претежна, натежна и така го земавме златниот медал, урлавме. Со Мирослав Церар имаше некои средби така. Јас се сретнувам, да, се сретнуваме преку Ферплеј, тој е претседател на комисијата за Ферплеј, јас ја представав Македонија во тој поглед и се сретнуваме во Париз, на Едрини, имавме една убава случка со Мирослав Церар. Сега, а тогаш како гимнастичар Тогаш на припреми во Лјубljana кога бев, станав и олимписки надеж, олимписки кандидат со Јаневски Пенчо од Велес и бевме на припреми во Лјубljana на Тиволи. Тука беше и неговиот тренер Грегорка и во Сараево на 2 наврати. Церар после беше познат адвокат, а син стана и премиер на Словенија. Точно. И ние комуницираме. Кажи ни уште нешто за тие први надпревари, еве овде на македонско тло, меѓу кои градови се водеше борбата за титулите на сите справи, во сите категории. Дека ти почнеш од младинец па до сениор. Да. Кочани, Велес беше многу јак центар. Особено има многу домакински расположен тренер. Трајче покојни Трајче Нецинов, Трнето што го И тоа е многу битно. И тренер тој беше да родител. Деца, Велешката екипа беше најдисциплинирана и најуредна екипа. Кога ќе дојдеше Велешката екипа, беа како војска. Исти тренерки, исти патики, исти торбици, се исто. Тоа беше дисциплина без милости. Да се дивиш. Битола исто така имаше добри гимнастичари. Тие 3 центри, Куманово, исто така. бидејќи таму имаше сала на ДТВ Партизан. Така што не можеме да кажеме дека од 2 друштва па тоа не се случуваше од 4 ти си прв или од 3 ти си прв. Добро, во внатрешност на тие градови, меѓутоа и Скопје имаше. За Скопје веќе нема што, Партизан 3, каде што јас 69-та дојдов во Партизан 3. Добро, ти си навиваш за Партизан 3, така, јас за Партизан 1 Партизан 1 бидејќи таму ги одржувавме часовите така, по физичко од гимназијата Цветан Димов. Тоа било Димов. јас не ги сеќавам нив, не можам да се сетам на нив, меѓутоа во мојот период. Јас ги период гледав таму, уште на времето. Методија Митевски Брицов во Чаир и Партизан 3 тогашен, сега е Орце Николов, нели? Се сеќавам на еден добар гимнастичар, потоа отиде во Турција, Даут Калач. Да, Даут Калач, Тој точно. беше шампион во повеќе справи и повеќе години, после отиде таму, па Митров, па Шчербаков, имаше една генерација. Имаше, точно. Добри гимнастичари. Имаше и Тетово. Тетово, да. И Тетово имаше гимнастика. Сега, бидејќи ова емисија посветена на тебе, кажи ни на македонско тло, што имаш постигнато од почетокот па натаму до крајот на кариерата и да кажам дека кариерата некако наеднаш ја прекина, дали повредата беше во прашање или нешто друго, меѓутоа прекина и потоа се оддаде на други спортови, за нив ќе стане подоцна збор. Сега говориме за гимнастичките години и титулите
што ги освајаше во Македонија. Да, на македонско ниво перманентно бев еден од најдобрите гимнастичари, почнувајќи од пионерската. Велам, првиот надпревар ми беше првото второ место, прв пат бев второ место и последен, и од тогаш навамо никогаш не сум бил второ место, така што на сите мои надпревари првото место го земав јас. Од пионерската во јуниорската, во далечите таму 69-та година, 60-тите години, бев и најдобар спортист на годината, во два наврати. Едниот наврат знам дека беше 69-та, вториот наврат тука негде дали 71-ва беше, не знам што, важно на два пати за Кочани. На град Кочани. Најдобар спортист на година на град Кочани. Драг ми е тој успех што во тој период боречкиот клуб Спартак беше империја за успесите во спортот. Да, учествуваше и во Да, Југословенската и беше многу тешко лига и некој во да им се грчко-римски спротне, стил. да им го земе местото спортист на година. Јас во два наврати тоа го направив. И уште подраго ми е тоа што интересно кога во конкуренцијата ќе бидеш најдобар, а не да бидеш прв, а онамо кај што нема Да немаш конкуренција. Апсолутно, такви први. Која справа ти лежеше најмногу? Развојот ми беше сепак, и партерот не ми беше лош, ама развојот и партерот тие две, сепак За развојот што треба? Рацете, мускулатура или за све? секоја Движењата? за секоја справа треба се. 6 справи, 6 посебни спортови. Развој нема врска со конјсорачки. Да. Конјсорачки нема врска со кругови. Значи 6 спортови, 6 различни. Прескок па нема врска Прескок па со апсолутно ништо. тачно. Кругови да не збориме. Конјсорачки најтешка справа. Така да специфични конјсорачки настапуваше? Да. Најслаба справа ми беше вратило, од која што справа и настрав ме заголица преска како ми престана ова. Кариера. Да. Значи за време на таа кариера не само низ Македонија, одевме во Полска, одевме редовно во Варшава, надпреварувавме како Македонија со Легија и Гвардија, два многу силни гимнастички клубови. Едниот е полициски, едниот е на војниците. Легија и Гвардија, тука имавме средби и тие доаѓаа, си правевме средби. Традиционално ни беше турнирот во Нови Сад, исто така, и таму си одевме. Така што знаевме да се сретнуваме, а да не говорам за државните првенства кои што обавезно ги посетувавме, но за разлика од денеска, таму за да одиш на државно првенство мораш да имаш просек. Без, на памет зборувам, 70 и нешто таму просек на справа, не можеш да бидеш учесник. Да, тоа беше ко норма. Да, тоа беше норма. Без норма не може, немаш, ајде ќе одиме на надпревар. Да, сениорските првенства на Југославија. Да, после си надпреварува во сениори. Кога станавме олимписки надежи, кажав, бевме на припреми во два наврати на ниво на Југославија, во Сараево, во Љубљана, во Тиволи 3 недели и потоа уште еден циклус на надпревари 3 недели во Сараево. Таму во Љубљана се запознав со Грегорка, тренерот на Мирослав Церар, и беше чест со нив да бидеш на припреми и да се дружиш воопшто, нели, тоа е сепак доживување, но... А во директните дуели, така да кажам, со словенците, тие секогаш беа доминантни. Беа далеку подобри од нас. Не можеме ние сега... И што беше причината? Дали тие од време со гимнастиката, уште од времето на олимпискиот шампион Штукер? Да, јас како пионер се сеќавам на Коси Маријан, словенец. Како што мене ми беше првото место најнормално во Македонија, на него му беше првото место најнормално во Југославија. И кога ќе дојдеме на надпревар, кога ќе го видевме Коси Марин, Павле Павлов кога ќе доеше во Македонија на надпревар, се знаеше кој е прв пред надпревар. Така се знаеше Коси Марин дека е прв пред надпревар. Јасно ни беше работова и тој сега е добар функционер во спортот во Словенија. И традиција е, словенска традиција е да посветуваат внимание на... Ти колку титули имаш освоено во Македонија, можеш да ги изброиш? Па колку години надпреварував, толку титули се. Од 60-та година, па навамо јас не се сеќавам второ место да сум взел за време на мојот гимнастички стаж. Зборуваме за титули во вишебој, на сите справи? Да, во укупен пласман. Во вкупен пласман. Во вкупен пласман. Нема таму
не можеше да се надпреваруваш во 3 справи. Или во 2, како сега можеш и на 1 справа да се надпреваруваш. Значи си супер на 5 справи, на 6-та кикснеш, во купот влегува и киксот. Па еве Хрвативе имаат на 1 справа и освојува медали. Да. А во више бој го нема. Тогаш не можеше така. И Тогаш ти, не можеше така. на сите справи, значи Да, укупен пласман. Беше шампион и во младинска и во сениорска конкуренција. Да. Значи порано имавме 2 програми. Денеска надпреваруваш обавезен состав. Значи имаш обавезни вежби кои што на ниво на Југославија се распишуваа по текст. И мора сите да ги менат тие. Па ако се цениш по сега текстот. во уметничкото лизгање, Така, што значи, е денеска надпреваруваш во обавезен програм. Во обавезен програм текстовите стигнуваат по друштвата, во градовите од цела Југославија и се спремаш. Утре дента во слободен состав, со посебни норми, толку тежини А, толку Б, толку С и слично. Слободниот состав мораше да има некоја тежина, коефициент на тежина на изведбата. Се е нормирано. И во него се содржа и овие елементи од задолжителната програма. Не мора. По твој избор. Ти си го правиш слободниот состав, меѓутоа мораш да имаш 2Б на памет зборувам, 2Б, 1С, 6А и така натаму тежини. А обавезниот состав па не сме да биде подруг од текстот. Тоа се санкционира. И укупниот пласман ти го дава пласманот. Ти со најголем мерак насапуваше на развој. Да, развој, партер, конј со рачки го сакав исто така. Вратилото ми беше проблематично. Зошто проблематично? Мене ми се чини Па не знам. Ако веќе на развој ги имаш тие елементи, вратилото или поризично. Рацете ми се малце пополни, пократки и држењето ми беше проблематично мене. И јас заради вратилото... Ти се случило некојаш да се... Како не? Па јас од вратилото е причината за престанувањето на мојата кариера гимнастичка. А на развој си имал некојаш таков... пат или таква ситуација? Не, пат сум имал само на вратило. И тоа е падот 73-та година, 16 февруари. Учев некој елемент. При учењето на елементот се откачувам. Што беше тоа? Тоа беше подметни саскок со салто напред и шрауб. И во кој момент? Во еден момент ротацијата према напред ја малце позабавив. И телото беше поназад, наместо да дојде поде, јас почна да го вртам бочното ротирање и телото по тежокиот дел е горе кај градите од нозите, ме врати назад и наместо на нозе се насадив на вратот. Тоа е опасно. На сунгер 1 метар дебел, а под мене 5-6 души, асистенти, меѓутоа тоа беше дел од секунда. И се сеќавам, Рајчко беше тука, моите колеги од клубот, и веднаш станав да се намачкам магнезиум и топол, не знам што се случило. И да на вратилото пак и ми падна главата, да ја кренам почна, ко видео дека ми се клати, Рајчко се дојде до мене, ми ја фати главата. Ако почувствува тоа, не можеше да се откажеш од натамошниот дел на изведбата или? Не. Па не може, јас не бев свесен што се случило со мене. И ајде да се качам пак. И кога ја кренав главата назад, таа почна да ми спаѓа лево десно и гледа дека нема што да ја држи, Рајчко ми ја држише главата и така ме однесе во болница. И околу пола година бев целиот во гипс таму, ќе видите таму на тоа сликите. Значи тоа беше 73-та и тоа беше 73-та и тоа беше всушност крај на активното моје надпреварување во гимнастиката тука и заврши. Меѓутоа не и моето бавење со спорт. За гимнастиката уште малку, на кој надпревар вака се сеќаваш и ти останал во најубав спомен, во најлош секако ова, што го кажа сега, меѓутоа има убави работи се случуваат, освојување на титули и така самиот си исполнет од тој настав. Каде било тоа и кога? Па јас мислам во најубавите настапи ми беа сепак кај нас во Република Македонија, во рамките на нашата република, а исто така најубави настапи ми биле на сите државни првенства каде што сум се сретнал со југословенската репрезентација, бидејќи ми беше чест да се надпреварувам со нив. Во рамките на Македонија секогаш моите настапи беа перфектирани и беа наградувани со вистинската оценка
која што обавезно ми даваше прво место. Десетки имаше? Не. Колку? Во 9? гимнастика десетка е утопија. Во гимнастика десетка е... Имаше, Не, гледав во последно време на некои шампионати. Тоа е многу ретко се случува, барем кај нас. Да, и народот на трибини со Десетка. воздишка го проследува тоа. Сепак десетката Твоите оценки кои беа? Тоа се негде меѓу 9.5 и 9.7. Тука се... На тие развој оценки. беа највисоки. Да, така. Добро, тоа беше твојата гимнастичка кариера, меѓутоа, еве, таа повреда, тој несреќен пат... Да, тука заврши мојот надпреварувачки век. Да? Меѓутоа, потоа продолжив како судија во гимнастиката. Да. 86-та година го положив меѓународниот судиски испит и станав меѓународен бревет судија, се вика тоа, да можам да судам на меѓународни првенства, на европски, на балкански, на светски купови слично и го судев. Се сеќам на судев на балканскиот куп во Солун, заедно со плејада југословенски суди тогаш на ниво на Југославија, со гимнастички сојуз на Југославија ти праќа покана и те делегира за судија таму, Да, таму и таму, не како може да одиш судија сам. од државата. Да, државен судија. Тогаш е Југославија. Точно. Во светски куп во Јесенице судев и на Босфоријадата редовно судев во Истанбул. Така да, како судија исто така во повеќе од 20 години. Познаци во тие кулуари на судиите. Па повеќе од 20 години ја носев титулата. Ама ти покрај падот сакаше да спортуваш.